Порастот на минималната плата на 18.000 денари се случува во време на зголемување на трошоците за живот, кои според пресметките на Државниот завод за статистика во јануари годинава се за 6,7% поголеми во однос на истиот период лани, додека цените на мало пораснале за 7,3%. Премиерот Димитар Ковачевски последното зголемување на минималната плата го нарече историски исчекор, но според Сојузот на синдикати ова било повеќе од потребно. Не гледам тука никаква победа, гледам една основана потреба за работникот да екзистира и да го гради ово општество, бидејќи знаеме само добро платен работник е задоволен и продуктивен работник. Според Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики, тоа позитивно ќе се одрази врз животниот стандард, особено кај оние работници кои што имаат најниски примања и кои што се најсилно погодени од кризата. И на ваков начин очекувањата се дека тие ќе може полесно да ги издржат ваквите удари од кризата. Но граѓаните сметаат дека 300 евра не се доволни да се истурка месецот, а не пак да се размислува за нешто повеќе. Па мислам дека тие се многу малку пари. За овој скап живот што го имаме, тешко да ги распореди за цел месец. Тешко на тој што живее со 18.000 денари. Барем да платите да не бидат испод 500 евра. Да се чувствува човек по-комотно, како рамноправен граѓанин да се чувствува. Ова 18.000 како да го реши проблемите кога ние овде имаме цени исто како во Западот. Со 18.000 само за храна и сметките што треба да ги платиме, што останува друго. Петрески предупредува и на ризиците врз централниот буџет, ако се знае дека порастот на минималната плата е поддржан со субвенции од државата. Тоа упатува дека компаниите немаат капацитет да ги издржат новите покачувања или дека продуктивноста не е на тоа ниво. Тоа ги остава отворени прашањата на во која мера ќе бидат реализирани ризиците кои што се во делот на деформализација и во делот на притисок врз централниот буџет заради дополнителните субвенции. Од ЦСМ велат дека се залагаат и за скалесто зголемување на сите останати плати, како во јавниот, така и во приватниот сектор, но и за понатамошно зголемување на минималната плата. Велиме таа истата да не може да биде 57% помала од просечната плата. Тоа значи доколку расте просечната плата, треба да расте и минималната плата. Иако цените на некои од основните прехранбени производи се замрзнати, според Сојузот на синдикати минималната синдикална кошничка сега изнесува 35.811 денари, со повеќе од 15.000 денари најголемо учество имаат трошоците за храна и пијалаци. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.